Почитувани слушатели, денес разговор ќе водиме со Иван Сингартевски, на вас добро познат од Пиринска Македонија, активист и член на ОМО Илинден Пирин, партија која со години се бори за правата на македонците во Пиринскиот дел на Македонија. Иако Европа, односно Бугарија е во Европската унија, сепак ова наша политичка партија која еднаш беше регистрирана, па после се дерегистрира. Сакаме да поразговараме со Иван околу изборите, она што научивме, разбравме деновиве дека имале избори. Иван, добро утро. Добро утро. Еве, како што реков јас, вие најнапред ќе започнеме со изборите на ОМО Илинден Пирин. Вие сте еден од ко-председателите. Кога дојде до нови избори во секретаријатот? Ами видите, ние по устав или статут, да го речеме на македонски, требува на секои 4 години да се бира ново раководство, да се прави конференција на партијата, така што сега даже малку задоцнахме, околу 3-4 месеци, си беше по план да се проведе конференција на која да се направи отчет на старото раководство и да се избират нови раководства по секции, ако се правят промени во статутот и така натаму. Дали дојде до промени во ова новото раководство? Имате ли нови промени, нови луѓе? Ами, новото е само дека Бочо Тиков, поранешниот коп-председател, веќе се отказа и на негово место е Јан Пирински или така Георги Христов, кој издава вестникот Народна воля. И освен тоа имаме и двајца од кои се наши членови, а сега се коп-председатели, единиот во Германија, единиот во Лондон, да може таква надворешни активности што ги имаме да ги исполнуват те, а не да трошиме за да одиме таму. Како е состојбата во моментот во Пиринска Македонија? Деновиве разбравме дека уште еднаш по 5 или 6 пат судот во Страсбург пресуди во корис на македонците да можат да се регистрираат. Меѓутоа, бугарските власти тоа го одбиваат, бидејќи не е наредба, така? Ами види, ние веќе ништо не очекуваме од Европа, од судот за човекови права во Европа, зашто те си присудуват, а Бугарија воопшто не ја интересира и воопшто не исполнува присудите што ги дава Страсбург. Затоа и ние решихме да се работиме како политичка партија без да бидеме регистрирани. Знаете, ние сме членови на Свободниот Европски алијанс, ЕФА, и продолжуваме да си работиме. Единствената разлика е таа што нямаме право да се јавуваме на избори во Бугарија. Изгледа това ги е најстрах бугарската влада да не учествуваме во избори, зашто тогаш луѓето се активират, дејноста става подобра. Нямаме можност, ние не можем да принудиме бугарската влада, бугарскиот суд да ни регистрира. Кога зборувате за страв, еве веќе да се префрлиме од Пиринска Македонија во Република Македонија. Во саботата, за време на викендот, бугарското ВМРО на Красимир Каракачанов, заедно со бугарскиот културен дом, кој е со седиште во главниот град на Република Македонија, во родното село на Даме Груев во Смилево, прославија 110 години од Илинденското востание. Ами видите, тези културни центри што се направиха во Македонија и во Бугарија, македонски во Бугарија, бугарски во Македонија, имат точно таа улога, точно таа роля да организират чествување, да работат со малцинствата. Това е наше мислене. Така се случува што работат само центрите на Бугарија, тие што се во Македонија. А тие што се на Македонија во Бугарија воопшто не работат. Ете, ние не поддржаме никакви контакти со културниот центар кој е во Софија. Откато Влахов го смениха, ние немаме никакви контакти со тој центар. А имаме таква потреба голема. Нам не се потреби пејачи, на
театри, но въобщо все едно ние не съществуваме. Или може да се каже, че тези центри са само за българските да работят в Македония, македонските само да ги има на книга. Рековте откако замина Јохан Влахов Мицов, така? Да. Кој е сега директор? После тоа беше назначена Доста Димовска, позната, која беше со низините бугарски ставови. Кој е сега директор на Македонскиот центар во Софија? Нямам представа. Воопшто никакви контакти не поддържаме ни со центарот, нито со амбасадата. Ниту немате здруженијето, еве да го наречиме сега здруженијето Ому Илинден Пирин, немате никакви контакти ниту со амбасадата? Да, нито со амбасадата, нито со културниот центар. Сега ќе славиме Илинден во недела, нам ни се потребни пејачи, няма как да дојдат. Колку пати се мачиме од Македонија да дојдат приватно, на границите не ги пуштат и само правиме трошкови за патни трошоци. А таа работа спокойно може да ја врши културниот центар, да прати и пејачи, оркестри, што се сакат. Република Македонија не реагираше на оваа прослава на 110 години од Илинденското востание, каде што беше прочитано и писмо, поздравно писмо на председателот на Бугарија, каде што вели дека сме един народ. Да. Тоа е нивната улога, дека сакат да не вкарат во една шема, на секаде да кажеме, че сме еден народ. Ако сакат да сме еден народ, што не каже дека се македонци? А да сме еден народ, но били бугари. Ако сме македонци, нека сме еден народ. Добро, мене ме интересира како може Красимир Каракачанов да се шета како јанкеседжија со бугарски знамења во Република Македонија, а вие да не можете да ве тепаат таму пред пометникот на Јане Сандански или гробот на Јане Сандански. А ниту амбасадор има дојдено, па ниту како еве вие впрочем и го тврдите тоа, а спрема моите сеќавања се сеќавам само Алити еднаш ве посети таму. Ниту еден друг политичар од Република Македонија нема дојдено. Точно така. Само Алити дојде и заедно понесохме цвеќе на гробот на Јане, а никој друг политичар не ни посетил, не се ни интересира. И за тоа што се случува е потребно да дадат одговор од Република Македонија. Ние ништо не може да кажеме. Дали имате, кога веќе соработката со матичната држава е слаба, на нула, да речам така натаму, знам дека тешко е кога ќе се каже тоа, дека сите матични држави, гледате, во Македонија нема бугарско малцинство, Бугарија измислува. Во Македонија нема грчко малцинство, во Македонија се измислува грчко малцинство. Во Србија има, меѓутоа Србија се грижи. Ако се сеќававте, имаше прослава на востанието таму, на српското востание некаде кај Куманово пред 2-3 месеци. После имаше прослава на албанското знаме 100 години независност на Албанија. Во Македонија секој има право, а Македонија нема право никаде да подкрепи нешто и да направи. Што е вашето мислење? Кој е вашиот став? Аме види, лошото е, че може да дојде време кога Македонија да се заинтересира за македонците во соседство, но дали ќе најде македонци там веќе? Оти тоа поколение нашето веќе е на години. Младите воопшто не ги интересира ништо. И ако нема некоја грижа, нешто да се поддржува, не случајно во другите држави на малцинствата се отпуштат пари, да имат своји клубови, да имат своји ансамбли, да се чува нивниот јазик, да се чува нивната култура, идентитет. То, ако тоа не беше потребно, тие немаше да го прават. Сега станува така дека ние нямаме никакви можности да се поддржа тој македонски усет што го имаме. Дека се чувствува македонци, дека е останало още од нашите деди и прадеди. Сега младото поколение не се интересира и като няма клубовето, като ние веќе си отиваме дека се вика, те точно тоа и сакат бугарите да стане,
след години нас да не няма и да кажеш, ето край България македонци няма малцинство, тогаш и за всяка Македония нещо няма как да стане. А дали може обратното да се случи со пасошите што ги земаат македонците, бугарските пасоши, Бугарија да побара политичка партија во Македонија? Ами, нищо чудно. Те са способни на все. Колко му е неколко, не знам каков е законът в Македония, колко души могат да регистрират политическа партия. 1000. Колко? 1000 души. 1000. Тук в България 5000. Така, не вервам да съберат 1000 души. Отиците, дека вземат паспорти, те ги взимат, за да бегат в Европа. Но битно е, че ги взимат. Каже ни на крајот тебе каже ни нешто повеќе како се организирате и како ќе течи прославата, како ви е замислена за Илинден и на кое место ќе биде, Иван? Ами ние секоја година традиционално Илинден е празник на партията и тоа го одбележуваме со учествуване, со проведуване на собир. Веќе стана традиција тоа да го правиме во село Мосомиште, од кај сам и јас. Тук има един много хубав параклис Свети Георгия и тук организираме, долагат от цела Пиринска Македония со автобуси, со коли и секоја година имаме некъде над 500 луѓе присутни и така и тая година ќе правиме истото сега на 28 во недела, но лошо е, че не може да обезбедиме поне некој пејач од Македонија. Предните години долагаше Ванчо Тарабунов, веќе 2-3 пъти на граница не го пуштат и няма начин и разчитаме на наши музиканти тук да проведеме собирот. А значи оваа година нема да имате ниту еден пејач од Македонија? Не, и минатата нямаме, и тази няма да имаме. И поминатата пак нямаше. Да, што велат бугарите, ова е многу трудно, доста тешко е, така? Еми, щом не го пуштат на границата, те знаят кој пејач доаѓа за тая работа и не го пуштат воопшто. Се намират причина за нещо да го сопрат, да го вратат. Кажи ми, еве на крај да завршиме интервјуто, нешто повеќе, како што мене ми е познато, бидејќи и сите заедно се дружевме. Во изминатите години соработката беше добра со Вино Жито, со македонците во Албанија, со македонците во Србија, исто така и до некој степен диаспората, Комитетот за човекови права од Мелбурн, Австралија и Канада. Кажи ми како е сега соработката со овие делови, односно со раководствата на овие партии или здруженија? Ами види, со сите овие што ги спомнахте, ние имаме многу добри односи од 20 години. И ги поддржуваме овие односи. Даже сега така како комуницираме на скайп, имаме намера да направиме една средба, да сретнеме сите, да обмениме положителни искуства, највеќе да ползуваме искуството на нашите во Албанија, кои се признати за малцинство. И сметаме ќе биде положително, но тоа е во тек, може најкасно есента, кога малце станеме по-слободни да свршиме таа работа. Добро, Иван, на крајот да ви пожелам, да ви посакам да имате добра прослава и што повеќе луѓе, меѓутоа 500 луѓе не се баш така доволно. Ами, при таа криза и на тоа берекатот и луѓето немат пари. Да дојде од едени од крај на Пиринска на другиот му требаат пари. И економски Бугарија е многу тешко состојанието. И кој може? Кој може? Партијата и таа нема финансиски средства? Еми не можеме. Порано организираме автобуси, но сега немаме финансиски можности и сме казали да се организират сами с коли, ако могат автобус, колку могат толку. Добро, Иван, ви благодарам на разговорот, благодарам на информациите и
како што реков уште еднаш, со среќа нека биде Илинден и 110 годишнината да се прослави во Пиринска Македонија. Чулте Господ, со среќа на сите. Тоа беше Иван Синкартиски од Пирин.